Без јасен и предвидлив крај на евроинтегративниот пат, јасни заклучоци од Европскиот совет и признавање на правата на македонската заедница во Бугарија, нема да има уставни измени, порача премиерот Христијан Мицкоски. Вели свесен е за лошата позиција во која се наоѓа Македонија на евроинтегративниот пат оставена од претходните власти, но дека и понатаму ќе се борат да обезбедат подобра позиција на патот кон ЕУ. Кај нашиот источен сосед политичарите, за да го применат принципот на живковизмот, чекаат децении да се родат политичари од типот на тие што беа претходните 7 години. Така што ако треба и ние ќе чекаме децении, но политики кои што директно влијаат врз нашиот идентитет, а од една страна не нудат предвидливост и јасен крај на тој процес, јас сум го кажал тоа, ќе го повторам бидејќи ми го поставувате тоа прашање, немам намера додека јас сум претседател на владата по било која цена да влезам во една таква авантура. Премиерот вели дека владата и понатаму останува посветена на реформската агенда и дека целта е Македонија да биде најдобра во испорачувањето на реформите кои ги бара Унијата. Ниту денеска не откри кои се добрите вести кои се чекаат од Европската комисија по неговата минато неделна посета на Брисел. Нашата цел е во реформската агенда и сето тоа кое што е заедно со реформската агенда да го испорачаме, да бидеме први, ние да бидеме вистинските фронтранери, што и го правиме. Да ги испорачаме сите оние акцијски планови, меѓу кои што е акцијски план за малцинство, се што се бара од нас, ние да го испорачаме. Од другите аспекти секако сме најдобри, споредено со сите други земји од Западен Балкан 6, и јас сум убеден дека заклучно со јунскиот извештај и во делот на реформската агенда ќе бидеме најдобри. Сега сме веќе рамо до рамо со најдобриот, после јануарскиот извештај, во јуни ќе бидеме најдобри. Така што еве, ако тие мислат дека треба да биде услов промената на уставот, а се друго да бидеме најдобри, тогаш жалам, но овде нема добар соговорник без да бидат исполнети другите детали. Мицкоски во одговор на новинарско прашање ги демантираше тврдењата на опозицијската СДСМ дека коалицијата меѓу ВМРО, ДПМН и Знам се распаѓа како апсолутно неточни.